Денеска ќе учиме за општ вид на линеарна равенка со една непозната. Равенката од видот ax плюс b е еднакво на 0, каде што x е непозната, а е коефициент пред непознатата и b е слободен член, се вика општ или нормален вид на равенка. Значи, за една равенка да ја доведеме во општ вид, треба посредувањето сите членови да се префрлат на левата страна, се разбира со сменети знаци, а на десната страна да остане 0. Такви се примерите 1, 2 и 3. Пример 1. Дадена ни е равенката 5x минус 7 плюс x е еднакво на 1 плюс 2x. Левата и десната страна се средени. Сега нареден чекор е сите членови од десната страна, тоа се 1 и плюс 2x, да ги префрлиме на левата страна, на десната страна да ни остане 0. Па добиваме 5x минус 7 плюс x минус 1 минус 2x е еднакво на 0. Или 4x минус 8 е еднакво на 0. Оваа равенка е истата дадена равенка, но во општ вид. Гледаме дека лево се и непознатите и познатите, а десно ни останува 0. Ако сакаме да ја решиме равенката, добиваме 4x е еднакво на 8 или x е еднакво на 8 четвртини еднакво на 2. Пример 2. Имаме равенка 2x минус 3 врз 5 минус 3x минус 4 врз 3 е еднакво на 1 минус 14x врз 15. Кај оваа равенка имаме именители. Знаеме со помош на трансформациите дека треба да се ослободиме од именител со множење на левата и десната страна со помош на НЗС за именителите. Па, за 5, 3, 15, НЗС е 15. Значи, левата и десната страна ја множиме со НЗС, тоа со 15. Добиваме првата дробка. 5 во 15 се содржи 3 пати, па 3 го множиме со тој бројител. 3 по 2x минус 3. 3 во 15 е 5, па добиваме минус 5 по 3x минус 4 е еднакво. 15 во 15 е 1, значи последната дробка ја множиме со 1. 1 по 1 минус 14x. Добиваме 6x минус 9 минус 15x плюс 20 е еднакво на 1 минус 14x. Сите членови, за да ја добиеме равенката во општ облик, треба сите членови да бидат на левата страна. Значи, добиваме 6x минус 9 минус 15x плюс 20 и сега на десната страна имаме единицата, кога ја префрламе од десно налево, добиваме минус 1 и на десната страна имаме минус 14x, ако го префрлиме на левата страна добиваме плюс 14x. Сега го средуваме с лични мономи, 6x минус 15x е минус 9x, плюс 14x е плюс 5x. Минус 9 плюс 20 е 11, минус 7 плюс 10 е еднакво на 0. Значи, дадената равенка сме ја сведиле во општ вид. Ако сакаме да ја решиме, добиваме 5x е еднакво на минус 10 или x е еднакво на минус 10 врз 5, тоа е минус 2. И примерот 3. Дадена е равенката 3x плюс 1 е еднакво на 2x минус 2 минус x. Значи, за да ја добиеме оваа равенка во општ вид, треба сите членови од левата страна, од десната страна да ги префрлиме налево, со што им се менуваат знаците. Па имаме 3x плюс 1 минус 2x
плюс 2 плюс х е еднакво на 0. Или ако средиме, 3х минус 2х е 1х и 1х 2х. 1 и 2 плюс 3 е еднакво на 0. Добивме 2х плюс 3 еднакво на 0 е општ вид на дадената равенка. Ако сакаме да ја решиме, добиваме 2х еднакво на минус 3 или х еднакво на минус 3 половини. Следната домашна работа треба да се сработи до петок, 8 мај 2020 година.